Продолжуваат кампањите за успешно представување на Македонија како атрактивна туристичка дестинација, кои досега дадоа евидентни резултати. Бројот на странски посетители се зголемува континуирано, а приливот од туризмот минатата година надмина 200 милиони евра. Прогнозите се дека и во иднина овие бројки ќе се движат прогресивно, истакна Кристијан Джамбазовски, директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Македонија, отварајќи го меѓународниот саем за туризам Скопје Travel Market 2014. Со ова информација ги започнуваме урбаните вести. Добро дојдовте. Отворени 17 денови на образование и кариера. Подготовка на регионални планови за управување со отпад во источниот и североисточниот регион. Промовирана кампањата за безбедни матурски прослави. Јубилеен 10-ти Танцфест 2014 со представата Импулс. Комунална хигиена ке го обновува возниот парк. Матурантите од денеска до 12 април на едно место на саемот за образование и кариера ќе имаат можност да ги разгледаат сите опции кои ги нудат многу високообразовни институции од земјава и странство. 17 домашни и 13 странски изложувачи учествуваат на 17-тите денови на образование и кариера, кои од денеска до 12 април се одржуваат во втората хала на Скопскиот саем на површина од 2000 метри квадратни. На саемските штандови се представени институции од Македонија, Грција, Бугарија, Словенија, Чешка, Унгарија, Русија, Германија, Словачка, Италија, Швајцарија, Велика Британија, САД и од Кина. Идните студенти на едно место може да се информираат за студиските програми за додипломски или постдипломски студии, што ги нудат јавните или приватните високообразовни установи, за условите за запишување, можноста за студирање во странство и за добивање стипендија. Манифестацијата ја прогласи за отворена Даниела Глигоровска, извршен директор на Скопски саем во присуство на министрите за образование и наука и за внатрешни работи Спиро Ристовски и Гордана Јанкуловска. Како организатори на денови на образование и кариера, во соорганизација со Образовниот информативен центар, задоволство е да истакнеме дека оваа манифестација на спој на средното со високото образование останува поддршка за студентите за нивна успешна кариера. Како организатори, искрено посакуваме овие саемски денови на образование и кариера за вас, почитувани изложувачи, и за посетителите, да овозможат реализација на посакуваните ефекти. За крај, ќе го цитирам Бенџамин Франклин. Инвестициите во знаењето исплатуваат најголема добивка. Го прогласувам 17-тиот саем денови на образование и кариера за отворен. За време на одржувањето на саемот, стипендии ќе доделат меѓународната бизнес школа Хулт, Средноисточниот технички универзитет Мету од Турција, Пекинскиот технолошки институт и Политехничкиот универзитет во Милано. Покрај високообразовни институции учествуваат и образовни агенции, Образовниот информативен центар, консалтинг куќи од областа на образованието, како и бизнис компании кои нудат стручна преквалификација, обука, пракса и евентуално вработување на млад кадар. Европскиот универзитет од Скопје на саемот за кариера е присутен секоја година, бидејќи челните луѓе на оваа образовна институција сметаат дека ова е одличен начин и можност да им се прикажат сите можности на студирањето на идните студенти. Значи, Европскиот универзитет е постојано учесник на саемот за образование и кариера и секоја година со нашето учество нудиме наши современи усогласени програми со новите светски стандарди во областа на науката и целта ни е да ги отвориме процесите на запознавање, на информирање на идните на студенти, а сегашни матуранти, за сите можности што ние ги нудиме. Секоја година имаме интерес и сме задоволни од интересот, затоа што ова е, да речеме, процес на првично запознавање на идните студенти со предизвиците на идната нивна кариера. Денеска и во наредните 2 дена саемот за образование и кариера работи од 10 до 20 часот. Влезницата чини 30 денари и важи и за саемите за книга кој се одржува во првата хала и за туризам кој се одржува во третата хала.
На 12 април во Македонскиот народен театар со премиерата на представата Импулс, чија кореографија ја изработија студентите од истоимената танцова академија, ке се одбележи 10-тиот јубилеен Танцфест Скопје 2014. Нови содржини, богата програма и многу значајни гости од странство ќе бидат дел од оваа културна манифестација. Прилогот го подготви Томислав Атанасовски. Со премиерата на представата Импулс во сабота во 20 часот на сцената на Македонскиот народен театар ќе биде отворено јубилејното 10-то издание на фестивалот Танцфест 2014. Предност на јубилејното издание на фестивалот ќе им се даде на домашната современа танцова сцена, односно со представа која сочинува 5 кореографии, од кои 3 од нив се од студентите на Танцовата академија, потоа на Матеја Киселичка, како и една на познатата кореографка Дженис Бренер, која неодамна гостуваше во Скопје. Мотото на јубилејниот Танцфестивал 2014 оваа година е вкусот на танцот. Големото отварање 12 април на сцената на Македонскиот народен театар со представа на Скопје танцовиот театар, што лично го сметаме за едно од најголемите добивки на 10 години работа на Танцфест и создавање на една комплетна инфраструктура за современ танц, тоест академија и произведени танчари современи made in Macedonија. Значи, мислам дека публиката на вистина ќе ужива да ги види овие млади кореографи кои што произлега од нашата танцова лабораторија. Се разбира, имаме гости од странство, од Ротердам доаѓаат таленти во движење, кои што ќе се презентираат со една извонредна програма, потоа на 25-ти затварањето на фестивалот со Интроденс, исто така една од најдобрите танцови компании европски, нашето гостување во Битола, нели, каде што на неколку наврати се одвивала нашата програма. Имаме прекрасна публика таму исто, која што ќе ги види представите Импулс и Градина на душите на Косово балет. И оно што исто така го одбележува овој фестивал, тоа е првиот надпревар за млади кореографи, кои што на интернационално ниво добивме многу апликации од цела Европа, се одбрани во полуфиналето. Така да тоа се едни новини кои што на некој начин ќе помогнат овој фестивал, нели, да продолжи да работи на уште повисоко ниво, со пошироки хоризонти на некој начин и да биде да подготвуваме програма која што се надеваме ќе го развива и вкусот на публиката под мотото, нели, на овогодинешниот вкусот на танцот. Така се надевам дека на вистина дел од љубителите на танцот ќе уживаат во тој период од 7 до 25 април. На 13 април во дансинг салата во МКЦ Беатрикс Кру ќе изведат хип-хоп представата Издигнување, а на 14 април првпат во Македонија во дансинг салата во МКЦ ќе се одржи меѓународниот надпревар за млади кореографи. На 16 април на големата сцена на Македонскиот народен театар ќе настапат танчари од Ротердам, Танцовата академија со таленти во движење. На 22 април Танцфестивалот продолжува во Битола, каде ќе биде прикажана представата Импулса. На 24 април ќе настапи балетот од Косово Градина на душите. На големата сцена на МНТ на 25 април Интроденс од Холандија ќе настапи со програмата насловена Суперстарс. Во предпрограмата на Танцфестивалот на 7, 8 и 9 април беа одржани проекции на експериментални филмови во МКЦ. На затворањето на Танцфестивалот 2014 ќе биде доделена специјална награда Менада за особени достигнувања во танцовата уметност на еминентниот танчер и кореограф Ханс ван Манен. Представите на Танцфест 2014 ќе се одржат на неколку локации: МНТ, МКЦ, Битолскиот театар и на сцената Зебра. Стручните служби за управување со отпад на источниот и североисточниот регион ги разгледуваат можностите за рационално управување со отпадот, со што ќе се создадат зелени места на кои би се собирале биоразградливи материјали, како и материјали кои ќе се рециклираат. Представници од источниот и североисточниот регион денеска и утре ќе имаат можност да слушнат предлози за регионални планови за управување со отпад во рамки на проектот подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратешка оцена на животната средина за источниот и североисточниот регион, финансиран од Европската унија. Лидерот на проектот Теофанис Лолос истакна дека ќе бидат дадени предлози со кои треба материјалите за рециклирање да се намалат на 55%, а биоразградливиот материјал на 75%.
Целта е да се создадат зелени места на кои би се собирале биоразградливи материјали, како и материјали кои ќе се рециклираат. Раководителот на стручната служба за управување со отпад на Источниот плански регион, Живка Михајлова, рече дека најприфатливо за регионот е што е можно повеќе да се селектира и рециклира отпадот во согласност со рамковната директива на отпад на Европската унија. Овој проект е финансиран од страна на Европската унија и многу значи за нашите два региони, на кој е пилот проект во Република Македонија за вакви два региони. Денес ќе слушнеме за напредокот на проектот, кој што започна во јуни 2013 година и веќе е во поодмината фаза, односно сме скоро прикрај со неговата подготовка. Планот ќе понуди начин на решавање и управување со отпадот во двата плански региони, што секако зависи од многу од постојната состојба која што имаме, составот на отпадот, можноста на населението да плаќа соодветна цена и така. Се работи за еден модерен, убав план, кој што ќе ни понуди современо решение, каде што најмногу треба да се посвети внимание на селектирање и рециклирање на отпадот, со цел минимални количини да одат на идните регионални депони. Со планот за управување со отпад, според градоначалникот на Кратово Мите Андоновски, ќе се понуди решение да се изгради современа регионална депонија, каде по рециклирањето ќе останува мал дел отпад за депонирање, со што ќе се придонесе за заштита на животната средина. Значи, проблемот со отпадот ја мачи цела Македонија и ние како североисточен регион исто така го имаме овој проблем. Со изработката на овој план за управување со отпадот, мислам дека ќе се направи една убава студија која ќе понуди решение на досегашната состојба. Во сите 6 општини во североисточниот плански регион имат диви депонии кои ја загадуваат животната средина, го загрозуваат здравјето на луѓето, ја загадуваат почвата, подземните води. Со изготвувањето на овој план мислам дека ќе се понуди едно решение да се изгради современа регионална депонија во која ќе има прво рециклирање на отпадот, ќе останува мал дел од отпад кој ќе треба да се депонира на оваа депонија и мислам дека ќе се понуди едно убаво решение, а со тоа ќе се допринесе и за заштитата на животната средина, за заштитата на здравјето на луѓето, за заштитата на загадувањето на почвата и на подземните води. Секако дека се потребни дополнителни финансиски средства и дополнителни едукации на населението, затоа што сега сите знаете, се уште не само на оваа голема дива депонија во општина Кратово, него и на помали депонии се фрла ѓубрето. Мислам дека ќе треба самиот овој план да покаже колку финансиски средства дополнително треба да се издвојат за да може комплетно да се реши проблемот со отпадот и со дивите депонии. Во пресрет на матурските вечери во мај, одделението за превенција при секторот за внатрешни работи денеска ја промовираше годишната кампања со совети за матурантите и полуматурантите, како да се однесуваат и на што да внимаваат кога слават. Кампањата Безбедни матурски и полуматурски прослави беше промовирана во рамки на деновите на образование и кариера. СВР има штанд со брошури и инфоматеријали, меѓу другото и извадоци од Законот за прекршоци на јавниот ред и мир, од Кривичниот законник и од Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата. Летоците на матурантите и полуматурантите ќе им бидат поделени и во училиштата. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска рече дека превентивата е цел на кампањата, за младите да не бидат санкционирани или во опасност, потсетувајќи ги младите да бидат свесни дека несовесното однесување понекогаш може да ги чини живот, посебно во сообраќајот. Јанкуловска потсети дека во изминатата година бил зголемен бројот на сообраќајни несреќи со смртни последици, во кои жртви беа токму младите. За матурските прослави ставаме јасно до знаење како треба да се однесуваат кога слават, за воопшто да не дојдеме до ситуација да го имплементираме законот. Цениме дека превенцијата е најдобар метод за почитување на законите и затоа вложуваме толку напори и енергија, рече Јанкуловска за кампањата за безбедни матурски прослави, со која МВР 6-та година поред учествува на деновите за образование и кариера.
Јавното предпријатие Комунална хигиена ќе го обнови својот возен парк со 6 цистерни за миење на улиците, зашто е склучен договор со фирмата од Илиндан. Според договорот, рокот за испорака на цистерните е 1 година. Цистерните ќе бидат со капацитет од 7 кубни метри и ќе бидат наменети за рачно и машинско миење на улиците, кои се во надлежност на градот. Во моментов предпријатието поседува 5 цистерни со просечна старост на 20 години и 2 нови кои се набавени преку град Скопје со грант од Светска банка. Со оваа набавка ќе може да се обезбеди барем по 1 цистерна за работа во секоја општина, велат од Комунална хигиена. Оттаму сметаат дека со набавката ќе се подобри одржувањето на хигиената на јавните сообраќајни површини. Досега улиците се миеа и наутро и во ноќната смена. Целта е тоа да се прави само во 1 смена, подочно во 3-тата смена, која почнува од 22 часот. Се разбира доколку се јави итна потреба, улиците ќе се мијат и преку ден, велат од предпријатието. Миењето на улиците се практикува од 31 март до 15 октомври. Атлетико Мадрид и Бајерн Мюнхен се последните полуфиналисти во фудбалската лига на шампиони. Уникс Казан и Валенсија ќе играат во финалето на второто по ранг европско клубско кошаркарско надпреварување Еврокупот. Следуваат спортските вести веднаш по рекламите.